Над 3000 воздухопловни ентузијасти, пилоти, дриличари, падобранци и механичари минале низ аероклубот Скопје, кој година одбележува 101 година од постоењето. Деновиве таму почнуваат обуките за падобранство, имаме упис за нови членови. Сите детали ги дознаваме од гостите кои веќе ни пристигнаа во студиото 3 на М. Велам добро утро за Јане Стефанов и Јоана Донковска. Добре ни дојдовте. Добро утро. Бонжу. Се збунив за јазикот, се извинувам. Да, ќе продолжиме на македонски. Не даде превод, не го владееме добро. Сега ги чекаме за крај на разговорот ќе го добиеме. Што кажа Тони? Јане, оние кои што ја знаат целата приказна на аероклубот Скопје знаат дека започна истата во 1923 и бројни ентузијасти веќе 101 година ја одржуваат приказната наречена воздухопловство. Деновиве почнуваат или чинам почна веќе обуките за падобранство. Колку досега се пријавени или имали можност да се пријават нови? Па во моментов 15 луѓе ја започнаа обуката на првиот час. Се уште има можност да се јават уште, барем уште една недела ќе може да се допријават, бидејќи овие воведните часови се строго теоретски и не е нешто што не може подоцна да се надокнади. Во однос на тие 100 години кои помина се едно оптеретување за нас, кои прават дека наредните 100 години треба клубот да постои и треба ние да си продолжиме со нашите активности и нашите цели, а тоа е авиацијата, односно да ги здружиме сите луѓе кои се љубители на плавото небо. Падобранство сигурно е голем предизвик, голем адреналин. Тоа е падобран тука што е во ранецот. Мене од секогаш ме интересирало, тоа е тоа што се, нели, го става човекот, се фрла од авион, каде стиска, од каде се отвара. Да може да покажеме. Тоа е теоретскиот дел кој што го учат овие денови. Да, тоа е притиска, сакам да кажам, да, каде тоа е само цела опрема, така? Да, значи ова е падобранот, во него се содржани всушност два падобрана. Ако не се отвори, ако не се отвори главниот падобран, има во горниот дел резерва. Значи ке вас нема трета среќа. Нема трета среќа, а и нема потреба, не сме толку несреќни. Не сме толку несреќни. Падобраните имаат и нешто што се вика автомат за отварање, тоа е еден уредче овдека што е позади. Тоа прави да се зголеми безбедноста ако случајно на одредена висина падобранот не е отворен, тоа заклучува дека нешто се случува со падобранецот и автоматски го отвора падобранот и потоа си слетуваш безбедно, значи тоа ако се онесвестиш, ако нешто во воздух ти се случи непредвидено, тоа е за да се спаси. Аероклубот Скопје ги има модерна техника и технологија за да ја зголеми безбедноста, бидејќи најбитно на нас ни е безбедноста на луѓето. И тоа баш вчера на првиот час го прашуваа деме колку ќе трае обуката. Обуката ќе трае онолку колку што е потребно да научите. Доколку не научите, нема да ви ставиме единица, него нема да скокнете. Тоа е. Инаку за отварање има едно пилот падобранче кој се вика, тоа е ова пилот падобранче. Ова пилот падобранче го вадиме од джебот и го фрламе и падобранот си се отвара. Тоа е. Мистеријата е решена. Се сеќавам кога се договаравме за разговорот, велам, Јане, може ли да дојдете со падобран, велиш да слетам, да дојдам со отвор или да дојдам само со ранецот? За сега само со ранецот. Јана, се сеќавате ли на вашиот прв лет? 4 години да сега имате искуство, 4 години. Да, нормално дека се сеќавам, бидејќи е нешто што најпрво не е толку природно и што првпат се соочуваш со тоа и нормално дека ми е врежано во меморијата. Јане спомена, ако не сте подготвени, нема едноставно да полетате. Кој е моментот кога знаете кога сте подготвени за лет со падобран? Па, веќе достигнуваме одредено ниво на познавање на материјалот и како и практичниот дел сме посведочеле како се изведуваат падобрански скокови и почнуваме и самите ние нели да се чувствуваме подготвено и тука се секогаш инструкторите кои што го даваат тоа зелено светло и они нели го имаат последниот збор во тоа дека ние сме подготвени за да го направиме првиот скок. Кога зборуваме за зелено светло, нови уписи, што беше она тригерот пред 4 години да одлучиш да
влезеш во овој спорт полн со адреналин? Имаше ли претходна историја, можеби во семејството, што некој практикувал ваков спорт или си прват? Првата сум во семејството и ја имав нивната целосна поддршка. Беа нормално изненадени. Јас едноставно ме привлече така уште од самиот старт. Јас многу се плашев од висина и ги гледам сега инсертиви и знам дека ќе дојде ден кога ќе скокнам со подобран, бидејќи не сакав да летам ниту со авион, ниту да гледам повеќе од трети кат да се качувам по згради, но штом тоа го велат на страво, треба во очи да му погледнеш за да почнеш нештото да го практикуваш. Ја имате такви сведоштва на луѓе кои што се запишале, кои што дошле и ги поминале обуките, меѓутоа со премногу страв на кога ќе се качат на првиот лет, тоа е тоа веќе. Најдобро победување на стравот е со едукација, односно со учење. Независно страв од летање, страв од скокање, страв од висина е да се научи нешто за тоа што го правиш. Додека сте почетник падобранец, односно додека сте на курсот за да станете падобранец, ученикот поминува низ 3 стравови. Ја така го дефинирам тоа. Првиот страв е страв од самиот себе, страв дека нема да може да го направи, нема да може да го научи. И тој страв се победува со учење. Значи, го гледаш материјалот, го учиш, ти предаваат, има презентации, видеа и сите тие работи. И на крај кажеш, чекај, ова е лесно, ова е физика, Бернулеви равенки, тоа може да го научам, ова е метеорологија, за облачињата е интересно да учиме, ова е техника на скок, можем да го научам тоа, и тогаш тој страв е победен. Вториот страв е страв спрема опремата. Дали опремата што ја имаме е доволно добра да го направи тоа. И кога ќе почнете на аеродром да доаѓате, да ги пипкате падобраните, да ги гледате другите како скокаат, како разговараат за тоа, тоа е еден позитивен трансфер на знаење од постарите членови на новите, тогаш го победуваш и тој страв, викаш, окей, функционира за овие луѓе, ќе функционира и за мене, така не е. И третиот страв е страв дека тоа што го збори инструкторот е не чини, дека не е добро. И тоа е инструкторот со својот начин и предавање да ги подготви психички учениците за да може да го направат првиот скок. Знаете како велат, доколку сакате детето да научи да плива, едноставно фрлете го во вода, инстинктот за преживување ќе се го направи своето. Ова не е случај со падобранството. Не. Знаете, тоа некои размислуваат. Значи, ние немаме фрлено човек што да видиме дали ќе. Јана, и вашето искуство низ годиниве вели дека кога адреналинот ќе проструи низ крвта, не се сопира само со една дисциплина. Дали е тоа случај, Јана, и со вас сте се пробале во друга дисциплина освен падобранство или сега за сега ова е единствена љубов? Во областа на воздухопловството се уште не, иако има, бидејќи сум обкружена нели во таа средина, нормално дека присутна. Па за глајдер, па дури за пилотирање. Бидејќи секојдневно, мислам, не секојдневно, но многу често не. И повеќето и падобранци, и пилоти ги прават и двете работи и повеќе. Едно подпрашање кога се учи, кога се првите чекори на практикување веќе на подобранството, нели од кога ќе се поминат оние обуки на земја, кога веќе ќе се качаме горе на небото, има некоја висина за почеток, можеби помала, за да во очите на почетниците тоа не изгледа премногу високо. Чисто ја прашувам како аматер, како почетник, или тоа е тоа, висината е таа, мора да... Во падобранството што е повисоко, тоа е поубаво. Да. Се започнува со 1200 метри и висините растат колку што е возможно, нели, со овој тип на авиони. Так. Интересно е што во однос на овие сите работи и спортови со кои се занимаваат луѓето во аероклубот, многу често, дали поради тоа што влюбеници во воздухопловството се еден специфичен ментален склоп, луѓе со специфичен ментален склоп, или достапноста на работите во клубот прави да сите сакаат и се занимаваат со спортови надвор од воздухопловството кои се исти. Например, поголемиот дел од нив нуркаат, поголемиот дел од нив скијаат и возат точаци даунхил и одат по планини, поголемиот дел возат мотори. Така да, луѓево во клубот постои една таква ориентација за спортови
интересни, ја би рекол, не адреналински или опасни, него интересни спортови каде што секогаш може да најдеш барем тројца кои ќе сакаат да пробаат нешто ново. И сите нови спортови кои ги гледаме секогаш некој ќе рече и ова сакаме да го правиме и почнуваме да го Само би се правиме. согласил со тоа, да, опасни. Ако гледаме така, секој спорт е опасен. Ако не внимаваш и во теретана, можеш да се повредиш, да, тоа да го расчистиме. А споминате 15 пријавени досега, во однос на бројката, да речеме, низ годиниви имаме растели пат на... Лани беа повеќе пријавени, меѓутоа скокна 12. Добре. Оваа година пријавени се 15, ќе видиме како ќе се одвива бројката. Сепак е отворено. Интересот оваа година е поголем. Сигурно тоа е поради аеромитингот што го направивме лани, што беше голем настан. Многу луѓе дојдоа и многу луѓе се видоа дека може да се занимаваат со овие воздухопловни спортови. Интересот расте не само во падобранството, него и во сите воздухопловни спортови. Прашуваат за идриличарство, за параглайдерство, за авиони летање и комплетно. 4 години, Јоана, колку летови до сега? Водите некаква статистика? Секој скок се запишува во книжки. Имам околу 50-тина, нешто помалку од тоа, бидејќи веќе сме во процес на вадење дозволи, падобрански дозволи, и заради тоа во моментов така насекаде ни се документите. Опрема има секако аероклубот, но има ли можност да речеме оние кои што сакаат да си набават, донесат своја, не е ефтино се во ова, но... Аероклубот има своји падобрани кои ги користат, особено школските падобрани, и нема логика падобранец да купува школски падобран, затоа што веќе за 50 скока, кај Јоана тоа беше за 30 скока, веќе помина на повисока класа на падобран. Откако ќе научат, односно откако ќе постигнат одредено ниво на знаење, каде што школските падобрани веќе не им се потребни, зимаат спортски падобрани, тогаш може и да си купат падобран, иако имаме и спортски падобрани во аероклубот за луѓето да може да скокаат. Јоана, за сите оние кои што размислуваат во моментов зошто да, или се двоумат од било која причина, кој е вашиот одговор? Бидејќи е нешто што само додека не пробаат, само може да се го замислуваат. Јас само да поздравам, одам во другиот дел од студиото, бидејќи колешката Александра се очекува на линковско вклучување. Замена во кошарката или каде сум, да видам на која камера сум. Иде сега браку кога ти. Еве се го покажа. Дојди понапред, дојди кај мене овда. Да не поминувам пред гостите, ќе поминам зад нив. Ништо, кога ќе резервираме сега летта? Во фудбалот е вака замена, нели? Што ќе резервираме на повикот на Јане за бесплатно скокање на представниците на медиумските куќи се пријавиле 0 новинари. Што кажува тоа за нас? Ти ќе бидеш првиот. Нормално. Да, сам себе се наместил, така се вели таа понашки. Инаку поздравот на колегата Гламчевски беше топол за гледачите на македонската телевизија и задоволство дека се јавува за утринската програма. Така, Бранко, професионализам, не секој знае француски. Исто како што верувам се чувствуваат и нашите гости во моментов и дека повторно ќе ни дојдат во Македонија наутро. И на француски ќе разговараме додека скокаме со подобра. Да, се надеваме дека бевме доволно интересни и дека ќе не поканите повторно. Требаше со авиончето на Тимоти Далтон да дојдете, знаеш, да го паркираме овдека во огромно студио, ново, убаво, прекрасно. До кога може да се пријават новите членови за да бидат дел од аероклубот? Една недела ќе може да има пријавување. Предуслови потребни? Да сакаат. Добро. Ќе ви видам расипувач на забави, меѓутоа мора да одиме со линковско вклучување, не очекува